Драги гледачи, ова утро зборуваме за текар терапијата, заедно со мојата денешна соговорничка, доктор Симона Ристовска, специјалист, физијатар по професија, што е текар терапија, за кого е намената, кои се позитивните придобивки од оваа терапија, токму тоа ќе го зборуваме ова утро. Добро утро. Добро утро. Така. Веднаш да ве прашам што е текар терапија. Текар терапија представува вид на терапија кој со помош на тоа е вид како електротерапија, всушност представува радиофреквенција, навлегува длабоко во ткивата и прави регенерација, обновување, намалување на болката во ткивото кое што го третираме и претежно се користи кај пациенти со мускулоскелетни заболувања. Добро. Што значи мускулоскелетни заболувања понародно да не разберат гледачите? Тоа се сите оние состојби на пациентите кои што имаат проблеми со зглобовите, проблеми со рбетот, проблеми со колкот, коленото, многу добар резултат ни дава текар терапијата и кај оние пациенти каде што имаат спортски повреди, односно при кинење на мускул поради некоја спортска активност, па заздравува ткивото, но исто така и кај состојби како што се кинење, понародски да кажем, или руптура на тетиви, која е многу тешка за регенерација. Дали може таа текар терапија на целото тело да се направи? Или на одредени делови на тело се прави текар терапија? Си има протоколи како се работи, меѓутоа можеме во еден протокол, например, да работиме, не се прави наеднаш цело тело, туку во зависност кој дел од телото ни е, да речеме, засегна. Дали имаме проблем со рамото, дали имаме проблем со шаките, дали имаме проблем со колкот. Тоа што ја прави ова терапија толку специфична и толку добра, што се создава ендогена топлина. Односно, предходните процедури, ние му правевме на ткивото од надвор, да навлезе топлина и ткивата да се затоплат. А всушност ова представува единствена терапија што внатрешно он ги загрева ткивата, односно овој тип на терапија прави загревање не само на тетиви и мускули, туку и загревање дури и на коскените структури, внатрешно создавање на топлина. Колку текар терапии се потребни за да заздрави ткивото? Или повредата? Да, во зависност ако повредата е акутна, да речеме или имаме повреда на мускулот, 3 до 5 терапија, кој е хронично, може да бара повеќе терапии за да даде повеќе резултати. Дали ќе ја комбинираме како монотерапија, дали ќе биде само текар терапија или во комбинација со некоја друга терапија, решава нели самиот доктор, од која ќе се направи клинички преглед, може да се направи еходиагностика и на самата еходиагностика да видиме дали имаме скинат, колкав дел е скинат, дали имаме тендинопатија, односно старење на тетивата, дали имаме скината тетива, скинат мускул, ќе можеме точно да го определиме видот на и бројот на терапии. Така. Колку се задоволни пациентите до сега кои што практикувале текар терапија и по завршување на таа текар терапија, што понатаму? Главно пациентите се доста задоволни бидејќи вспоредбено со класичните физикални терапии, оваа терапија трае 20 на минути, што е стварно многу помалку отколку класичните терапии каде што пациентите по 1 час и повеќе доаѓаат на терапија. Од друга страна, бројот на терапии како што ви објаснив не е многу голем, односно 3, 5, 7 максимум терапии од повредата и пациентите не идат секој ден, во некои случаи идат преку 1 ден, идат на 3, идат на 5 дена во зависност од состојбата на пациентот, меѓутоа посебно кај некои пациенти со акутни повреди, мајка и хронични повреди, пациентите се задоволни, исто така и кај спондилозни повреди, спондилозни промени многу се задоволни бидејќи еден вид прави загревање на ткивото и обновување на циркулацијата на тоа место, се обновуваат колагените, односно ефектите на оваа терапија ги осеќаат и по завршувањето и се задоволни. Така. Дали ја препорачлива за деца текар терапија? Не. Текар терапијата не се препорачува, таа се препорачува кај оние пациенти со завршен нараст на коските, бидејќи кажавме дека доаѓа до загревање и не ќе да направиме некоја контраиндикација. Така. Да, тоа сме тука да прашаме се за да гледачите да им биде појасно, можеби првпат слушаат за таа текар терапија, иако одамна се користи веќе, но да им објасниме што точно значи. За какви повреди споменавте, дали за можеби рани некакви може да се користи текар терапијата? Може да се користи во така да речеме ајде еден вид косметички цели, бидејќи може да направи подигање на мускулите. Ние тука ја комбинираме многу често и со лимфна дренажа, односно самите движења на рацете, терапевтот ги поставува, нашиот текар има како еден вид на раквици, преку рацете на терапевтот самата радиофреквенција, односно електротерапија навлегува. Имаме доста добри резултати, меѓутоа сега имаме едно ново
поглавје, тоа е постпородилна рехабилитација, односно пациентите кои имаат диастаза на абдоминалниот ректус, односно после пораѓање или не се затвараат мускулите на абдоминалниот зид, исто ги третираме со текар терапија, еве 3 до 5 терапии веќе пациентите што имаат диастаза од 3 до 4 сантима им се затвара буквално на 1 сантим, што веќе се води за нормала. Исто така и може и рано кај епизотоми, односно и кај царски рез после за да се обнови регенерацијата на ткивото. Имаме една поширока примена. Така, значи и естетски се употребува текар терапијата, односно за здравување на други рани. Затоа ве прашав дали е исклучиво за тешки повреди или може и за при царски рез рековте доколку не дојде до затварање на ткивата, медицински вие тоа ќе не го објасните. Да, тоа не е само тој проблем не е само естетски, туку тој проблем настанува поголем проблем кај жените ако имаат проблем со царскиот рез или ако имаат диастаза на абдоминалните мускули, бидејќи кога не е затворен корот, они потоа им се јавуваат проблеми со рбетот, со кичмата, поради тоа што тежината не е еднаква кога ќе дига или кога ќе работи, така да овој не е само естетски проблем, туку нели медицински проблеми. За тоа како една ординација решивме да сме прва и всушност сме првата ординација која се бави со оваа постпородилна рехабилитација, што до пред година и пол две немаше таква можност во Македонија за жал пациентите. Така. Доктор Симона, јас ви благодарам за одвоеното време и му објаснивме на гледачите малку повеќе за текар терапијата и позитивните придобивки од истата. Ви благодарам и на вас за одвоеното време.